Секојдневно соочени со насилства, малтретирање. ЛГБТ заедницата е најдобар пример како функционира културата и политиката на неказнивост. Намесно да се поддржуваат и да се почитуваат основните човекови права, се штитат и не одговараат насилниците. 25 минути истражува кои се клучните институции кои не функционираат во име на владењето на правото. Лила Милиќ е трансродова жена која гласно зборува за сите проблеми, од пристапот до здравствени услуги, па се до нејзината лична битка за промена на ознаката за пол во личната карта, која се уште трае. Иако била родена како машко, од секогаш била свесна дека е поинаква од своите врсници. Пред камерите вели дека таа се чувствува како граѓанин од последен ред во државава. Кога ги променив документите во 2018 година, тогаш кога не идував на бариера од страна на институциите, кога ќе отидев дали беше тоа во банка, дали беше во пошта, дали било во некоја институција, државна институција, кога ќе ги дадев моите документи, не идував на бариера од страна на службениците со кои што ми кажуваат дека користам лажни податоци, дека тоа се фалсификувани лични карти, иако носев барање, тоест потврда од Министерството за внатрешни работи, каде што ми овозможува да го променам моето име и презиме. Иначе, за да објаснам, моите документи се променети името и презимето, но матичниот број и полот се уште се стојат така како што сум одраѓани. Што е проблемот? Има некаков проблем институционален или зошто не може да се направи трансформација во бидејќи се уште кај нас во државата нема закон за правно признавање на родот. Кога станува збор за напредокот во земјава за заштита на правата на ЛГБТ и луѓето, Милиќ вели дека има поместување на работите, но насилството е на големо присутно се уште. Лично на Facebook имам добивано многу закани, многу пораки и коментари од типот дека треба да ме најдат и треба да ме претепаат, треба да ме запалат на плоштад, треба да јас сум срам за општеството, треба моите родители да земат и да ме утепаат, и имаше еден коментар каде што сум промашен абортус. Сето тоа го имам документирано и го имам пратено до институциите, но нажалост институциите немаат слух за сето тоа, а од друга страна па гледаме во секојдневието, доколку на некој политичар му се случи таква закана или таков коментар, институциите во рок од 24 часа го наоѓаат сторителот, го изнесуваат на суд и на лицето на правдата и на крајот ја добива соодветната казна. Со тоа што гледаме дека државата за еднија мајка, за другија маќа. Активистката и трансродова жена Лила прецизно ги детектира пропустите на институциите во однос на заштита на правата на ЛГБТ заедницата. Има насилство и како постои насилството, но самата ЛГБТ заедница нема доверба во институциите да сето тоа го пријави и да го продолжи процесот, сторителите да бидат казнети, сепак тапкаме во место. Првенствено треба да се промени целот институционалниот систем за да можеме да очекуваме некакви промени. 10 години наназад земајќи ги, има неколку напати врз ЛГБТ центарот, каде што и ден денеска нема никаква разрешница и самата заедница гледајќи го тоа не сака да ги пријавува нападите и да иде по чекор понапред. Ги пријавува, ние ги имаме ваква кажа страна на која што ги документираме случаите на повреда и прекршување на правата на ЛГБТ лицата, мотивираме луѓе да може да ги продолжат процесите, но сепак се уште тоа иде тешко кај нас во државата. Прифатеност во системот кој не прави сопки на секој чекор е приказната пак за сопружниците од Австралија Мирјана и Ѓорги Елифтеријатис, кои се родом од Македонија и се родители на ЛГБТ и лице. Мојата конекција со ЛГБТ заедницата е мојот син кој што е геј. Морате да разберете дека во Австралија тоа е институционално решено и дека секакво насилство или малтретирање по по било каква основа на малцинските заедници, меѓу кои и ЛГБТ, е казниво по закон. И да ви кажам само еден пример, дека мојот син одеше во средна школа, каде што меѓу останатите милион клубови што ги имаше и клуб за геј припадници на геј заедницата. И тој беше активен во тој клуб, меѓутоа беше активен и во 1000 други клубови. Нашето искуство е многу позитивно таму, бидејќи единствената борба што ја имавме кога нашиот син рече дека е геј, беше со самите себе си. Додека го разбереме фактот, додека
ги склопиме сите коцки дека тоа е истиот тој наш син, само што има различна сексуална ориентација, што е комплетно ирелевантно во тоа општество. Нашиот син нема буквално никакви проблеми или не знам што и да е со неговата сексуална определба, комплетно е прифатен во општеството од средна школа па на факултет и сега на работа. Значи во еден разговор ми кажа вика ќе бев по-маргинализиран и да речеме угнетуван ако бев со друга боја на кожата, отколку што сум со различна сексуална определба. Значи правата се потполно, луѓето се комплетно инкорпорирани, ги има насекаде, мислам, во секоја компанија има луѓе кои што се отворено ЛГБТ припадници и никој нема никаков проблем со тоа. Додека во Македонија, од тоа што гледам, многу поназад. Чувството да се биде родител на хомосексуалец во земјава е непосакувано, вели Ѓорги. И јас можам да видам дека постојат иницијативи и се работи на тоа, меѓутоа се уште постојат големи, да кажеме, празнини кои што треба да се пополнат. Таму е воспоставена правна држава која што се си оди според процесот по кој што треба да си оди, и ако постојат индикации дека постои било какво малтретирање или, не дал Господ, физички напад врз лица од малцинските заедници, тоа е казниво по закон. Додека тука гледам дека закони можеби и постојат, меѓутоа тоа не се спроведува така ревносно како што се спроведува таму. Слично размислува и сопругата Мирјана. Па кога дојдовме пред можда 3 години, отидовме во Хелсиншки комитет за човекови права, затоа што тоа беше единственото место каде што можевме да најдеме нешто во врска со ЛГБТ заедницата и понудивме, ако може некако, ние како родители на ЛГБТ дете кои што отворено ЛГБТ и ние немаме никаков проблем со тоа, да дадеме поддршка или да помогнеме на таа заедница. Па се отвори, се направи една група за поддршка на родители со ЛГБТ деца, што многу убаво работи во моментов и ние си се поддржуваме едни со други. И тоа ја мислам дека е одличен почеток. Ама сега ако ти споредуваш Австралија со Македонија, тоа нема незамислива е споредбата. Значи тука ја знам дека луѓето се угнетувани, дека луѓето се напаѓани на дневна основа, знам дека има, ги знам луѓето кои што нели имаат процеси судски поднесено, тоа не оди никаде. Се надевам искрено дека тоа во некоја си иднина ќе се подобри. Ѓорги и Мирјана заедно посочуваат што треба итно да се промени. Мислам дека треба да се работи на свеста на луѓето. Поготово треба да се работи на свеста на родителите на припадниците на ЛГБТ заедницата, бидејќи мојата единствена порака е да си го сакате своето дете. Бидејќи тоа е вашето дете и тоа е такво како што е и нормално. Кога ќе тргнеме од таа основа, мислам дека ќе има напредок. Владата треба да даде малце поголема поддршка на сите маргинализирани групи, тука сега вклучувајќи ги и ЛГБТ заедницата. Значи, не може да не биде едно општество толерантно. Не сме ние сите исти. Јас сум ниска. Јас сум, ама тоа сум јас. И ја можам да ставам штикли, не знам колкави, ама таа сум јас. Така е исто и со припадниците на ЛГБТ заедницата. Значи, ако ние се толерираме меѓу себе и се прифатиме такви какви што сме, тогаш ќе биде едно многу побољно и многу посреќно општество за сите. Владата ќе мора да најде разбирање и да најде сила за да им помогне на овие луѓе и јас сум сигурна дека тоа ќе дојде. Едно е јасно, Македонија каска во заштитата на правата на ЛГБТ и луѓето. Дискриминацијата освен на приватни места, присутна и во државните институции, а говорат на омраза деновиве бележи голем пораст, додека политиката на неказнивост која се промовира од институциите за нападите врз овие групи на луѓе, станува новото лице на македонското општество. Обвинителка Андонова незадоволство веќе со години, практично можам да кажам и со децении, цела деценија,
има од страна на ЛГБТ заради тоа што културата на неказнивост, онаа политика на неказнивост е на сила, кога станува збор за насилството, физичко пред се разбира и вербално кон припадниците на ЛГБТ заедницата. Тие постојано велат дека проблемот е во обвинителството. Кој е вашиот одговор? Станува збор за една специфична материја, затоа што за да зборуваме за криминал од омраза, кој што е најмногу предпознатлив кога станува збор за повреда на правата на маргинализирани групи, потребно ви е да постои првенствено основно кривично дело, а потоа уште еден елемент кој што токму го издвојува овој вид на криминалитет од останатите видови на криминали. Тоа е мотивацијата. Мотивацијата кој што е главен двигател кај сторителот при превземање на одредени поединечни действија. Што е мотивацијата? Тоа е првенствено едно внатрешно чувство кое сторителот го има, го негува и го јавно манифестира, изразено како чувство на нетрпеливост, непријателство, анимозитет, пристрасност, дискриминаторски однос, значи плеада на терминологии кои што може да бидат искористени со цел да се долови она чувство кое што го има сторителот кон одредена група или припадници на група кои што поседуваат одредени заштитени карактеристики по кои што се препознатливи, кои што најчесто се непроменливи. Зборуваме за раса, пол, род, ориентација, политички, верски уверувања, националност, етничкост, припадност, во секој случај припадност на маргинализирани групи и слично, кон кое што сторителот не покажува чувство на толеранција. Што значи дека таа мотивација представува еден субјективен елемент кој што не секогаш представува и објективен дел од битието на делото. Значи не представува конститутивен, дозволете ми да ви објаснам. Знаете што? Тоа значи? Да бидеме секое прецизни. насилничко однесување не значи дека автоматски, без оглед дали е насочено кон поединечно лице, кон група или кон имот, представува криминал од омраза. Напад кон одредено лице заради тоа што е припадник на некоја група или има одредени уверувања. Тоа значи дека ако вас некој ве нападне, тоа не е кривично дело. Не може така да ги симплифицирате работите. Значи, за да постои на кривично зашто тие дело... се од втор ред граѓани, не се од луѓето втор ред. Ајде од вака да ЛГБТ објасниме малку, за да можеме да ја сватиме всушност суштината што значи криминал од омраза, мора да ги знаете и препреките кои што стојат за да воопшто можеме да зборуваме за едно действие издигнато на ниво на едно кривично дело. Значи мора да имате докази за основното кривично дело, без оглед дали е насилство, дали е убиство, дали е тешка телесна повреда. И вие велите дека немате докази за физичко насилство? Потребно ви е и доказ и за мотивацијата. Зошто сторителот таргетирал, одредил едно лице да биде нападнато и зошто е токму тоа лице нападнато од страна на овој сторител. Што значи дека опсегот на однесување и на постапување и на полициските службеници кои што првенствено работат на откривање на сторителите на кривични дела, а јавниот обвинител е оној кој што ги гони сторителите на кривични дела, мора да бидат на некој начин оправдани, базирани на докази кои што ќе бидат токму искористени како докази со кои што ќе се оправда мотивацијата кај сторителот. Значи имате еден комплекс на однесување. Сега, многу од таквите напади се последица на некакви претходни говори на омраза. Многу често се поистоветува говорот на омраза со криминалот на омраза, меѓутоа многу често говорот на омраза е она поидовна точка, еден фитил кој што ја подпалува спиралата на насилства, кој што завршуваат со конкретни последици кај одредени лица. Да бидеме прецизни, колку дела се казнети? Напад, физички напад, насилство кон ЛГБТ заедницата. Вака сега, со одредени податоци не можам во моментот да излезам. Меѓутоа, за да зборуваме за исклучиви напади кон одредени поединци, затоа што негуваат одредени карактеристики кои што се неприфатливи од страна на одредени лица, мора да тргнеме од моментот дека првенствено мора да имаме пријава, која што најчесто... А тие се пријавувани? Така, најчесто се пријавуваат во МВР. Да. Кај полициските службеници. Ако тргнеме од нивната главна улога да работат на откривање на сторители на кривични дела и на прибирање на докази, значи мора да имаат и умешност и можност за препознавање
на одредени индикатори. Полицијата велите? Значи тоа е првиот велите удел, дека полицијата првата линија. Чекайте, ве молам, само да се разбереме. Велите дека полицијата не може да препознае говор на омраза, не може да препознае насилство, мотивите. Не, јас не реков. Добро. Јас реков дека тие се први на линијата кои што дали доаѓаат за да ја примат пријавата. Дали Ако следи пријава од страна на жртвата. Значи тоа е првичниот момент кој што треба да го расчистиме. Море жртвата да пријави настан. Што ви вели вашето вака. досие со Полициските незавршени службеници треба да имаат умешност. Тоа да го препознаат. Имаат ли? Моето прашање имаат можност. Еве направена е една, да речам, новина, едно олеснување во тој дел и покрај обуките кои што ги поминуваат интензивно полициските службеници во овој дел изминатиот период, новина во формуларот на записникот за пријамна пријава. Таму е веќе инкорпориран еден дел да ако самата жртва пријави дека е жртва на напад, затоа што има одредена карактеристика која што е предмет на напад, веднаш самиот полициски службеник може тоа да го нотира во записникот за пријавна пријава. Меѓутоа, ако жртвата тоа не го препознае, не го пријави како таков напад. Значи жртвите ли се проблем? Не, полицијата ли е проблем? Значи, кој е проблем зошто немаме завршување на гледате го сите проблемот целосно како еден синџир сочинет од повеќе алки. Ако алките се поврзани и следат една на друга, јасно е дека ќе го имате и крајот на синџирот. Меѓутоа, ако негде некоја алка прекине, тогаш веќе автоматски немате можност за понатамошно постапување, што значи дека има одредени потешкоти. Јас можам да ви ги потенцирам повеќето потешкоти. Првенствено, ајде да тргнеме да се фокусираме, за да еден настан излезе на површина, тој мора да биде пријавен. Еве Беки Масани беше неколку пати од Тетово. Активистот од Тетово беше нападнат, вие тоа го знаете. Ајде вака да ви објаснам. Што се случи со неговиот предмет? Што се случи со демолирањето на ЛГБТ заедницата, односно објектот во Стара Чаршија? И таму имаше насилство кон Така е. Тоа е временски период кој што е претходно уште пред да има измени во кривичниот законник. Но застаре ли тој случај? Но една вака работа да ви објаснам. Јас можам да зборувам генерално за постапувањето на обвинителството и за постапување во предмети кои што се задолжени на моја бројка. Меѓутоа, исто како и вие, не можете да известувате од лице место ако не сте на лице место за некој настан. Токму така. Кој одговорен за да ајде вака да ви објаснам. Што се случува? Проблемот може да го гледате низ повеќе сегменти. Препреки стојат во делот на пријавување на настаните од страна на жртвите. Дали ќе пријават или нема да пријават. Непријавувањето може да биде резултат на многу нешто, а и пријавувањето може исто така да најде на негатива од институциите каде што се пријавува, токму како што и многу пати се случува. Меѓутоа, од една друга страна, не секогаш можно е пријавувањето да биде во Министерството за внатрешни работи. Може да биде и во јавното обвинителство. Ви охрабруваме да дојдат да пријават овде. Постојано доаѓаат. Гледате ли сепак дека не владее правото, дека владее неправдата кога станува збор за ЛГБТ припадниците на оваа заедница? Јас не би ги издвоила секогаш ЛГБТИ како лица кои што се исклучиви мети на напади, затоа што мета на напад со елементи на криминал од омраза се и многу други лица, припадници на многу други групи. Може би процентите и статистиката укажува на големениот број на напади на лица кои што се припадници на ЛГБТИ заедницата, меѓутоа, повторно морам да ви напоменам, лесно е да се зборува за едно насилство, како насилство, меѓутоа тешко е тоа исто насилство, тој ист кривично правен настан да се формализира како кривичен предмет со мотивација ако вие немате докази. Што значи дека првично што немате докази дека се натепани за мотивацијата. Имате докази дека се натепани, но немате докази можеби за мотивацијата. А требате да имате докази за мотив? Да, докази за мотив токму затоа. Доказот е физички доказ, е физичко насилство. Морам да ви го објаснам концептот на криминал од омраза за да првенствено вие го сватите и правично и вие и да го објасните на вашите гледачи. Не случајно тргнав со терминологијата концепт на криминал од омраза.
Не ви е потребно само базичното дело, нападот и последиците. Потребно ви е доказ и за мотивацијата. И тоа А доказ... каков доказ ви треба? Доказ кој Може што да укажува... материјален доказ И треба? материјален доказ. Добро. Има можности за материјални докази кои што точно ќе укажат зошто тоа лице било таргетирано Така, ве од разбрав. конкретен тој Значи, исторител. некој ако вас ве нападне, Да. тој нема да одговара ако не постои физички, ако постои физички доказ за напад, но нема да постои мотивација. Зошто би ме нападнал мене? Прашањето А е зошто би ги сум јас? нападнале ЛГБТ Да, луѓето? зошто се нападнати? Так. Зошто се нападнати? Тука треба да се бара. еве, Тука треба и да за се бара. вас истото би важело. Што е Ако не позадината на најдат, ако не нападот? најдат мотив за вашиот напад, Ако не најдат доказ за ако мотив. кон мене, ако значи, ме вака. најдат, ако мене ме нападнат, Да, мораме се да разговараме исклучиво само за докази. Значи пред судот може да излезете само со квалитетни докази. Како обвинител, имате тежина во поглед на обезбедување на такви докази и го имате стандардот на тие докази кои што треба да биде така, во ве секако разумно сомневање. разбирам. Може и да се сомневаме во нечија мотивација. Ако јас немам доказ за таа мотивација, мене ми останува само базичното кривично Значи, дело. може мене и да ме јасно е убие дека со некој тоа- како- извинете јасно е што ве дека со тоа прекинувам. немаме морална сатисфакција кај жртвата. Ве разбирам, ако некој ме убие како новинар, не само да ме нападне, и ме убие како новинар, ако немате доказ за мотивот, практично нема да одговарате. Или Не, треба некој ќе да ме одговара за базичното, значи или ајде треба малку некој да се да ме разбереме. убие, да Не. ги знаете како? Значи, да, се Некако обидувам не да се ви објаснам, не не. се разбира Се разбира воопшто многу целата лесно, процедура. многу лесно ако сакате вие да го разберете тоа, дека Јас сум секогаш... проблемот како новинар што не разбирам. Зборувам вие како представник на јавноста. Така дека, значи јас не разбирам, инаку е разбирливо. разбирливо е, Добро, разбирливо е. Го добро. имате базичното кривично дело Да, со сите разбрав, потребни да. елементи и докази. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам. The situation with LGBTI rights in the European Union region, when looked at from a historical perspective, from the last 10 years, we can say that it has improved exponentially because many countries have introduced laws and policies that have really made a difference in the lives of LGBTIQ people in these countries. More importantly, we have a very strong visibility and we have of the community, and we have a very visible and very loud political establishment that speaks about LGBTI rights. We have LGBTI people in power, LGBTI people in politics, prime ministers, in business community, in every sphere of life. In many countries of Europe, LGBTI people can get married, they can form families, they can adopt children. And they can live according to their gender, so they get legal gender recognition. So they can live in many ways much, much closer to their identity, and they are part of society, and their governments remind them that they are part of their society and that they have every right like everybody else. But we are also noticing in some countries some form of regress, some form of backlash, especially from the right-wing political establishment of many countries, which are using LGBTIQ people as scapegoat. They don't really care about LGBTI people, whether they exist or not, about their rights or not. Absolutely. The issue with hate crimes and hate incidents against LGBTIQ people is one of the biggest issues, like it is in Macedonia as well as in the rest of the region. And our message is very strong and very determined for the entire justice system and for the law enforcement, for prosecutors, for courts, for judges, to properly address hate crimes, to properly investigate hate crimes, to properly prosecute them, and to properly punish those who are using violence against LGBTI people because they don't agree with them. We also have a very big issue with the understanding of hate crimes.
crime. We don't really understand that hate crimes are different from regular crimes, because when you talk about a hate crime, there is a reason, there is a motive. Somebody is being attacked because they belong to a specific community. So we have a lot of work to do with education. State authorities, especially the police, but also others, need to get more training. They need to be open to receiving trainings, and not just in the capital city, but also in the smaller towns, in the smaller communities, where there are actually even more issues and challenges when it comes to hate crimes. We have also another issue, and that is the inadequate collection of data when it comes to hate crime incidents. We don't have what is called disaggregated data collection. Different state institutions have their own data on incidents of discrimination, for example, the commissioner or the police or others, but they don't have a unified system of data collection about hate crimes. So we don't have a full picture of what is happening.